Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Во денешната емисија ќе говориме за машкото здравје со акцент на уролошкото здравје кај мажите по повод Мовембар, месец посветен токму на машкото здравје. Мој гостен и соговорник во студиото е доктор Ристо Пејков, специјалист уролог во Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски, попозната како Стара градска болница. Доктор Пејков, добар ден. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Добар ден, ви благодарам на поканата. На почеток малку околу Мовембар, зошто овој месец ноември е посветен за подигнување на свеста за машкото здравје? Значи, Мовембар е глобално движење кое што се случува во целиот свет. Посветено е на машкото здравје, се одржува еднаш годишно и се одржува во месец ноември. Зборот Мовембар е всушност кованица од зборовите мусташ, мустаки и Новембар или ноември. Целата идеја потекнала од Австралија, кога група пријатели почнале да пуштаат мустаки со цел да ја подигнат свеста за карциномот на простатата. И сега во моментов има милиони учесници кои што учествуваат во ова работа во Мовембар. Значи, идејата е да се поттикне свеста за машкото здравје, за болести како што се карциномот на простатата, карциномот на тестисите, меѓутоа и општо менталното здравје на мажите и општото здравје на целокупното здравје на мажите, да. Така што нашата препорака и идејата всушност на Мовембар е да одат мажите на превентивни прегледи и да отворено да зборуваат за своите проблеми. Каква е состојбата кај нас? Дали и понатаму постои стигма кај мажите кога станува збор за здравствени прегледи пред се превентивни прегледи кај уролог? Се уште постои стигма, значи мажите најчесто доаѓаат кога навистина имаат проблем. Многу често мажите се плашат или се срамат да отидат на лекар затоа што сепак станува збор за интимни проблеми. Многу голем проблем е нели затоа што ние работиме со половите органи, така што многу мажи се плашат да се соблечат пред доктор. Исто така дигиторекталниот преглед или преглед со прст на простатата кај многу мажи предизвикува страв, не сака да го направат и поради тоа не сакаат, се срамат, да, поради тоа не сакаат да одат на уролог. Знаете, ние мажите најчесто сме одледувани со тоа дека сме силни, дека не треба да се жалиме, дека не треба да покажуваме слабост, така што кога ќе започне здравјето да опаѓа, кога ќе почнуваме да имаме проблеми, многу мажи го чувствуваат тоа како слабост и воопшто не сакаат да се јават на лекари да го кажат нивниот проблем. Така, според вашето искуство, кога треба мажите да се јават на превентивен преглед, конкретно кај уролог, за да се превенираат некои состојби? Им постои ли некоја возрастна граница? Значи, литературата кажува дека над 40 година мажите треба веќе да отидат и да се прегледаат за простатата, додека оние мажи кои што имаат ризик, фамилиарен ризик за карцином на простата, треба да одат на лекар на 35 година. Меѓутоа ние апелираме затоа што сметаме дека 40 е малце прерано, така. Многу ретко маж да има проблем на 40 година, негде границата би била околу 50 година. Така, кои се најчестите заболувања и состојби со кои се соочуваат мажите кога говориме конкретно за уролошкото здравје? Што оно најчесто што ви доаѓа, како што се вели, во амбуланта за преглед или за здравствена услуга? Најчесто е бенигната хиперплазија на простатата, која што всушност представува бенигно, не малигно зголемување на простатата. Меѓутоа, иако тоа не станува збор за карцином, сепак кај мажите, затоа што расте простатата, ја притиска уретрата или каналот, доста им го намалува квалитетот на животот. Така што мажите над 50 година обично знаат да имаат зголемување на простатата и да имаат проблем со мокрењето, кој што се презентира најчесто како отежнато мокрење или ноктурија, значи ноќно мокрење, слаб млас. Тоа е, значи, најчестата симптоматологија што имаат. Исто така, една од најчестите болести или најчестиот карцином кај мажите всушност е карциномот на простатата, кој што за жал не се појавува со симптоми, туку се појавува безболно, така што многу мажи кои ќе дојдат и ќе им дијагностицираме карцином на простата, прво нешто што го кажувате дека
докторе, јас немав никакви симптоми. Исто така доаѓаат често уринарни инфекции, значи не само кај жените што има уринарни инфекции, кај мажите исто така има уринарни инфекции, камења во бубрезите, во уринарните патишта, проблеми со тестисите, без разлика дали станува збор за карцином на тестиси или пак воспалителни проблеми со тестисите. Кај младата популација почесто. Кај младата популација, да, карциномот на тестиси е најчесто од 15 до 35 годишна возраст. Да, генерално тоа се најчестите болести во урологијата. Така. Да дадеме предности на прашањата од нашите гледачи и ќе продолжиме и понатаму поконкретно ќе офатиме дел од овие најчести заболувања во урологијата. Почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Сакам да прашам нешто, се работи за маж од 70 години. Така. Има проблеми со простата и ако референтната вредност во лабораторија до 4, кај него во април беше 8,5. Беше во Скопје кај лекар-уролог и правеше биопсија, му зема биопсија од 10 места, испадна дека се е добро, меѓутоа сега кога треба да оди на контрола, ПСА се качи на 10,5. И правеше и ехо на простата, таа е зголемена, ме интересира колку е алармантно, до кој проценат тој ПСА да е големо и што понатаму. Сега пак го праќаат во Скопје и сме многу загрижени. Да, дали имате диагноза за какво заболување на простатата станува збор? Дали за бенигна хиперплазија? Бенигна, да. Да. Ќе добиете одговори на конкретното прашање за ПСА-то, но и совети и препораки од доктор Пејков. Секој добро и вам и на останатите членови од семејството. Значи, ПСА е всушност простата специфичен антиген. Не е карцином специфичен антиген, туку простата специфичен. Што значи дека буквално секое заболување на простатата ќе се презентира со раст на ПСА. Така што не значи автоматски дека ако ПСА е висок, дека тоа е карцином на простата, меѓутоа исто така не значи дека ако е под 4 дека дефинитивно не е карцином на простата. Заради тоа тој дигиторектален преглед ни е многу важен. Исклучително важен. Да. Ета така, заради тоа што кај пациентот очигледно било направено до сега дигиторектален преглед, било направено биопсија на простата, што е во ред, меѓутоа не можеме да исклучиме со сигурност дека немаме карцином на простата. Може ли да варира ПСА-то од 8 на 10 да се зголемува или тоа е некој знак? Може да варира. Значи од 8 на 10 не е некоја голема разлика. Разлика е на пример од 1 на 4 да се покачи. Така што кога е високо ПСА може да варира малце, не представува веднаш дека тоа станува збор на карцином на простата, меѓутоа треба да се доиследи. Значи следен чек што јас би го направил е магнет на простата, да видиме дали имаме зони кои што се сомнителни за високо ризичен карцином на простатата. Така што според мене тоа е следното што треба да се направи. Или да се следи со редовни контроли. Обавезно, да. Значи, затоа, кај тие пациенти кај што имаме повисоко ПСА, ги следиме на 6 месеци, не на година дена, со цел да видиме дали има раст или нема раст. Ако има раст, тогаш треба да преземеме нешто. Ехото на простата е многу добро, меѓутоа тоа е за да ни опише големината на простатата и резидуалната урина, рест урина, колку останува после мокрење. Меѓутоа, за да видиме со ехо дали има карцином, за жал не може да се види. Магнетот е тој што попрецизно. Да, кој што попрецизно ни кажува дали станува збор за карцином или не. Така е. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте, повелете. Добар ден. Севам од Битола. Така, поздрав до вас. Фала и поздрав од докторот и во вашата емисија. Повелете со прашањето. Сакам да прашам, јас имам простата. Значи, порано имав 11, она ПСА 12, како беше. Не разбирам ти како се вида во мерки. И на 9 ПСА ме пуштија во прилеп на биопсија. Кај доктор. Добро, не мора со имиња Не ќе конкретно. го кажам кој е, значи после биопсијата ми утврдија дека немам малигно, имам банигно. Бенигна хиперплазија, така? Хиперплазија. Сега од тој момент кога правев биопсија ми се појави крварење преку половиот орган. Дали се уште имате таков проблем? Немам проблем, значи имав големи болки, болките ми поминаја, значи се намалија
Значи навечер ноќно мокрење немам, ретко одам, значи нормализирано е. Ама еден проблем остана како некој си тромп во половите орган. Предпоставувам прашањето ви е дали после биопсијата може да дојде до таква индикација или контраиндикација со крварење? Немам крварење, ништо. Извини. Во ред, конкретното прашање? Сакам да знам дали има некои последици од биопсијата. Во ред. Се разбравме, ќе добиете одговор и препораки и совети. Секој е добро и вам, господине. Значи, биопсијата на простата е всушност инвазивна метода. Така што секоја инвазивна метода си носи своји ризици. Така е. Биопсија на простата се прави кај нас со помош на ехосонда, се става во анусот и преку ректумот, се става нели анестезија за да не боли, и преку ректумот со помош на игла се земаат 10 или 12 парчиња од простатата, зависи кој уролог. И сега затоа што земаме со игла парчиња од простатата, една од компликациите кои што може да се случи се крварење, без разлика дали е тоа преку пенисот, преку уретрата, тоест дали е тоа во фецесот или во спермата. Така што тоа е едно од тие очекуваните компликации и која што најчесто се решава многу брзо. Една од најголемите и најстрашните компликации, која што за среќа се јавува многу ретко, е сепса, затоа што нели ние на место кое што не е стерилно, кое што е загадено со многу бактерии, ние преку тоа место земаме со иглата, земаме биопсија од простатата. Да. Примерок. Да. Значи тоа се јавува 1 до 3% од тромп што спомена гледачот? Не знам точно за каков тромп станува збор, затоа што оваа ситуација, значи со крварењето се решава многу брзо. Прилика за 2 до 3 недели веќе пациентите немаат никакви проблеми. Со соодветна терапија, претпоставувам. Да. Така. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до доктора за студијето и до вашата студија. Поздрав. Вас. Имам едно прашање конкретно за мене. На возраст сум од 62 години, докторе. И веќе 10 години имам проблеми со болки во пределот каде што е матката и бешиката. Имам одено на безброј доктори гинеколози и ке 23 наши колеги уролози кои што меѓусебно ме препраќаат од гинеколог на уролог, од уролог на гинеколог, а болките се толку страшни што веќе еднаш месечно јас крварам во мокрачата, имам чудна модра крв. Имам болки тука доле во пределот на бешиката што морам да бидам врзана со појас за да можам да се движам и болките одат сега во пределот на бубрезите. Сакала да ве замолам да ми кажете како можам термин да добијам за вас, за да дојдам кај вас на видување на петок. Така. Благодарам и Ви благодарам и вам, да, иако не се работи за машкото здравје, сепак одговор за гледачката. Значи, за кај мене да дојде, супат од матичен лекар може да дојде. Да, така се добива и термин кај мене, нели нормално? Да, преку вашиот матичен лекар, да, ќе побарате термин кај доктор Ристо Пејков, да, претпоставувам дека до крајот на овој месец се веќе пополнети термините. На почетокот на секој месец се пуштаат нови термини, работи во клиниката за хируршки болести Светина Омокритски или Стара градска болница. Доколку имаме следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте повелете со прашањето. Мојот маж е на 61 годишна возраст. 61, така? Да. Одем на ехо на абдомен, нели, за простатата. Сега последно му е ПСА-то 0,87. Викат за добиени резултати, значи тие си. Он вика од импотентноста му е на 0. Конкретно прашање дали имате, господјо, за состојбата на вашиот сопруг? Па се прашаме дали треба плюс ехо на абдомен да се направи нешто друго. Или испитување дополнително. Во ред, Да. во ред ќе добиете одговор. ПСА 0,80 и нешто чинам, слушнав. Да,
значи кај него на 61 година со ПСА 0,83, мислам дека рече пациентката, дека ризикот од карцином на простата е многу низок. Така што не очекуваме у наредни 2-3 години дека ќе добие карцином на простата. Меѓутоа, една од работите што не ја спомнавме кога кажувавме за најчестите уролошки болести е всушност еректилната дисфункција. Многу ја има кај нас, уште помислам не кај нас, туку општо у светот, уште поголема стигма е тоа, значи луѓето многу ретко прашуваат за таа работа, дури има пациенти кои што ќе дојдат специјално за таа работа, ама ќе се вртат ако видат дека има некоја сестра, нема ништо да спомне, ќе си отиде дома. Значи кој е најголемиот проблем со еректилната дисфункција? Значи најголемиот проблем е што тоа може да биде предиктор за други заболувања, за срцеви заболувања. Целата ерекција се случува со помош на крвни садови, значи на пенилната артерија. Тоа е артерија која што е со многу мал калибар, и ако таа е запушена, значи дека многу големи се шансите во нареден период да се запуши и некоја артерија од срцето. Така што убаво би било луѓето кои што имаат еректилна дисфункција првично си отидат на интернист или кај матичен лекар, да си испитаат шеќер, хипертензија, значи крвен притисок. Најчестите хронични заболувања. Ето така. Тоа да се исклучи, после тоа можат да дојдат и на уролог, и ние ќе направиме дополнителни испитувања да видиме дали станува збор за хормонален проблем или поради овие другиве коморбидитети настанало и еректилна дисфункција, и нормално како за сите работи така има леки за оваа работа. Така, затоа што без интернистички преглед со таблетарна терапија може да дојде до поголем ризик при такви состојби. Ето така, да. Така што мој совет до пациентот конкретно е да отиде на матичен лекар, да ги направи испитувањата, да види како му е општата здравствена состојба, а потоа да дојде кај нас и ние да му дадеме соодветна терапија со која што би се вратила потенцијата и еректилната функција. Така. Имаме навистина интерес од гледачите, ќе ги слушнеме уште неколку гледачи со нивните прашања и ќе продолжиме понатаму околу поконкретно со третманот и дијагностиката на нечестите уролошки заболувања. Почитувани во програма сте, повелете. Следна линија, добар ден. Ме слушате? Да, сега ве слушаме, повелете. Во програма сте. Стрес имам еден, па од неколку години бајаги, стрес и пила. Мислам, колеќ, бев еднаш кај докторот, само да го прашам, што е работа, века ова операција. А без да се прави операција, дали може нешто друго лек? Јас доколку не ве разбравме на почетокот, каква состојба ви се случила за да отидете на доктор? Ми се случи тоа е работа, една жена во општината и баравме ни документи, ми вика зашто и побарав ја еден документ. Не давам денеска никаков документ. И тоа ви добив стрес. Кила. Да, навистина се извинувам, не можевме да разбереме за каква состојба станува збор. Да, доколку сте во можност повторно обидете се да подетално да објасните за да добиете совети и препораки. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Ало? Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Повелете. Вака сега. Јас сакам да прашам за брат ми. Така. Он е 65 годишен. Така. Имаше карцином на простата. Се оперира минатата година, оваа година во март. Меѓутоа состојбата не му е најдобра. Му се појави кила и он има проблем со мокрењето. Значи мокрењето во пелени е, како да кажам. Значи он тоа е проблемот. Не може да го контролира, да. Не може да се контролира, да. А човекот е само 65 години и сега не знам што да правиме понатака, значи тоа е голем проблем. Така, ќе добиете одговор на вашето прашање пред се препораки, совети од доктор Пеков. Можни ли се вакви
компликации после хируршка интервенција. Апсолутно. Значи, ние кога го лекуваме карциномот на простата, најчесто мислиме на карциномот да го извадиме за човекот да може да продолжи да живее, ме разбирате. Така што ги со овие ризици кои што секогаш им се објаснети, барем јас, а верувам дека и моите колеги им ги објаснуваат ризиците од операцијата на пациентите и на тој начин пациентите после тоа се согласуваат за операција. Така што ако ја замислите простатата дека простатата од озгоре има еден сфинктер и од оздолу има уште еден сфинктер. Никога ја вадиме простатата, тој горниот сфинктер веќе го нема и останува на долниот сфинктер, кој што сме го сечеле, сме работеле тука, така што некогаш знае да се повреди тој сфинктер, значи што држи. Многу ретко, меѓутоа за жал се случува кај пациентите и да не можат воопшто да го контролираат мокрењето после операција. Меѓутоа сега во Македонија се воведени и вештачки сфинктери, така што доктор Огнен Ивановски на клиника за урологија таква метода, ето така, има поставено веќе убава бројка на сфинктери и по негово кажување пациентите се веќе добри, може да се обратат кај него и да се договорат евентуално за поставување на вештачки сфинктер, што се однесува до килата и таа се решава, само ќе се јават на абдоминален хирург. Да. Еве, добро е што има решение за да се воспостави контрола над мокрењето со вештачки сфинктери. Да, на клиниката за урологија во државна болница или комплексот Мајка Тереза ќе побарате консултација доколку ги исполнува условите за да се направи ваква интервенција. Зна вашиот брат, господјо. Ќе вклучиме уште неколку гледачи почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Добар ден и вам. Едно прашање, поздрав до докторот и до студијото ваше. Поздрав и до вас, повелете. Прашање до докторот. Јас бев 2 месеци на испитување. Дали се слушаме? Да, ве слушаме. Пред 2 месеци сте биле на испитување? Да, пред 2 месеца бев на испитување за простатата, иначе сум 68 годишен. Така. На возраст. Па беше последниот преглед што го правев во болницата, наодот ми беше 4+4. Тоа е 8, како они тоа толкуваат, го знаат сигурно. Да. И ми кажа дека сум имал рак на простата. Па ме упатија во битола на испитување на коски, на скелет. И наодото таму ми кажа дека нема ништо на скелетот на коски. И сега треба да поминеле 8 недели за операција на простатата. Па ми интересира, дали за ово чекање од месец дена од кога беше последното испитување во битола, да не се јави нешто ново, плюс тоа нешто или? Па сакам одговор од докторот да ми каже. Да, ќе добиете веднаш одговор. Чекање во прилог или да не се нешто развие повеќе од она што го имав 4+4 па да стане не знам колку. Во ред, ќе добиете конкретен одговор. Ви благодарам за јавувањето. Секој добро, господин. Има ли простор за загриженост кај господинот? Вака, значи 4+4 тоа е глисон скор, кој што ние го скорираме според диференцијацијата на карциномот на туморот. Така што кај него станува збор за високоризичен карцином, кој што да, најубаво би било да се оперира, да се извади, со тоа што, затоа што е високоризичен, има шанси да тој веќе има пробиено и капсулата на простатата и е голема веројатноста дека после операција би требало да следи и онколошки третман. Јас сепак не ги знам резултатите на пациентот, меѓутоа вака од тоа што го кажа тој. Што се однесува на тоа зошто се чека, ето така, значи се чека да поминат месец до 2 месеци после биопсијата на простатата. Затоа што кога боцкаме ние преку ректумот, таму после тоа се создава фиброзно ткиво. И ако има многу фиброзно ткиво, за нас е многу потешко да ја извадиме карциномат, да ја извадиме простатата. И имаме поголеми шанси за да направиме повреда, например, на ректумот, ме разбирате. Ако не можеме да влеземе ние во убав слој за да извадиме простатата, имаме ризик да направиме поголеми бели. Така што ова се прави секаде во светот, не е дека само кај нас го правиме, се чека за да ткивото убаво заздрави, за да можеме полесно да извадиме со помал ризик да влеземе во тек на операција. За да нема компликации. Дали ќе се направат метастази или не, тоа е
тешко да се каже, И се индивидуално, не би требало, затоа што глисон 4+4 не е дека карциномот што се појавил пред 2 месеци, туку се појавил можеби пред 2, 3, 4 години, меѓутоа не е диагностициран. Така е. Имаме простор само за уште еден гледач. Добар ден, во програма сте, повелете. Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете, господине. Сака да го прашам докторот две прашања. Прво, дали алкохолот има врска со функционирањето на простатата и проблемот со еректилната дисфункција? Отприлика да се малку појасни што е тоа. Во ред. Ќе се обиде докторот и на разберлив јазик да го објасни, да ја објасни состојбата. Секој е добро да најпрвен за алкохолот како ризик фактор. Да, алкохолот е ризик фактор и причина простатата, посебно жестокиот алкохол, заради тоа се препорачува пациентите да намалат. Сега не можеме да им кажеме комплетно да исклучат, меѓутоа барем да намалат посебно жестокиот алкохол, да. Значи предизвикува поголеми симптоми, пациентите имаат почесто мокрење, почесто стануваат навечер, така што за подобар квалитет на животот подобро е да се намали посебно жестокиот алкохол, меѓутоа општо секој алкохол. Така. Да. Второто прашање е да пообјасните еректилна дисфункција. Да, значи еректилната дисфункција всушност е неможност да се крене пенисот или откако ќе се крене да не е доволно кренат за да може да се изврши сексуален однос. Да, се јавува со тек на старењето, како што старее целото тело, така старее и пенисот, стареат артериите, крвните садови, така што се јавува и еректилната дисфункција. И нели заради тоа кажав, првично да се испитаат интернистичките проблеми, да се види крвотокот каков е, значи нивото на шекер, кардиоваскуларното здравје. Така, значи шекерот ги запушува артериите, прави како се вика проблеми со крвните садови. И потоа можеме да почнеме со терапија и ние, значи има терапија со која што пациентите ќе почнат да си имаат ерекции и да успешно да ги облагуваат сексуалните, да се врати во функција. Докторе, кои симптоми не смеат да се игнорираат? На што треба мажите веднаш да реагираат и да побараат помош од уролог, бидејќи пред малку споменавте дека за жал карциномот на простата не дава некои видливи симптоми и знаци. Да, значи што се однесува до карциномот на простата треба превентивни прегледи. Значи да се отиде маж на над 50 години и еднаш годишно да се направи ехо на уринарен тракт и ПСА. Кои се симптоми кои што се итни, не се за чекање? Значи еден од најважните симптоми е крвта во урината. Значи ако се појави крв во урина, тоа може да биде знак за или инфекции, можеби камења, меѓутоа и разни карциноми. Во тој случај со крв во урина не смее да се седи дома. Не смее да се седи дома. Значи, кои се најризичните работи кои што може да се појават, кои што може да ги има пациентот ако има крв во урина, се карциноми на бешиката, на мочниот меур, на уретерите, каналите или пак на внатрешноста на бубрезите. Исто така или некои камчиња да прават проблем. Да, значи освен како што кажав инфекции, камења, може да биде и ова. Заради тоа не треба да чека пациентот, посебно ако станува збор за безболна хематурија или безболна крв во урината, туку треба да се упати на уролог и да се направат одредени испитувања. Исто така симптоми кои што не треба да се чека е болката, например болка во слабината, која што е најчест симптом кај камења на бубрези, камења во уринарните патишта, и пациентот треба итно да се јави и најчесто се јавува затоа што станува збор за една од најсилните болки, дури пациентите многу често ја споредуваат со породилните болки. Исто така болка, оток во тестисите, која што може да биде инфекција, меѓутоа кај помлади мажи може да биде и карцином на тестиси. Тестиси, да. Доколку има и некое грудче, како да се изразам народски, топче. Да. Тогаш не е лошо да се направи уролошки преглед и да се види за што станува збор.
Исто така дизуричи тегоби, значи печење при мокрење или пак ноктурија, значи навечер станување многу често, намален млаз, ургентност при мокрење да не може да издржи до ВЦ да отиде човекот, мокрење во рати, значи тоа се исто сите симптоми кои што треба пациентот да се јави. Чувство на недоизмокреност, чувство дека бешиката е преполна. Да, генерално тоа се симптомите кои што колку овие препарати кои слободно се продаваат по пазарот може да замаскираат состојбата, бидејќи претпоставувам голем дел од граѓаните поради оние стравот и срамот посегнуваат сами да бидат своји доктори, да купуваат разни препарати и да ја замаскираат состојбата, а со тоа да си направат и полошо без да отидат на преглед кај уролог. Да, зависи за какви препарати станува збор. Значи, но секој препарат треба да биде контролиран од доктор, така? Да, најубаво. Тие што се на природна база, генерално нема некој зијан, меѓутоа не би било лошо да се направи уролошка контрола. Препаратите на билна основа може да помогнат малце во симптомите, меѓутоа не е дека ќе направат некое чудо да бидеме реални. Убаво е да се дават како дополнителна терапија, а не како првична. Ето така, да. Што се несо до тие препарати. Генерално другото, освен ако станува збор за аналгетици, не може да ни ја маскира, како се вика, сликата. Времено ја ублажува болката. Времено ја ублажува болката, да, меѓутоа ако пациентот има често болки, знае да дојде на уролог. Антибиотиците не можат да ги земаат сами, тоа мора со препорака од матичен лекар. Така е. Докторе, кои редовни прегледи, лабораториски анализи се препорачуваат еднаш годишно кога зборуваме за уролошкото здравје кај мажите? Да, убаво е да се направи, пожелно е да се направи ехо на уринарен трак, каде што ќе се видат бубрезите, мочниот меур, простатата и резидуалната урина, колку останува мочка после мокрење. Исто така се прави ПСА, тоа е простата специфичен антиген, преку крвта се испитува и се гледа колкава е вредноста и по потреба се прави дигиторекталниот преглед, значи физичкиот преглед. Да, со прст да се допре простатата. Така, докторе, кои активности, навики, промени во животниот стил можат да ја зачуваат уролошката функција на подолг рок и во поодминати години? Да, па на што треба да обрнат внимание и да променат некои работи мажите за да имаат подобро и поефективно уролошко здравје? Значи, најбитно за уролошките органи е поголем внес на течности. Значи, тоа ни е битно со цел да се чистат, да се перат органите. Меѓутоа, исто така, например, пушењето треба да се исклучи комплетно, затоа што многу смета за уролошките вакво органи. Например, некои карциноми настануваат баш поради, главен фактор е баш пушењето на цигари. Да. Треба да се намали алкохолот, треба да имаат физичка активност повеќе луѓето. Седенталниот тип на живот, начин на живот доста негативно влијае и за појава на карциноми, меѓутоа и за другите проблеми. Исто така внес на црвено месо, преработена храна штетно влијае на уролошките органи и општо на маснотиите, да, на сите органи. Така, и една ваша генерална порака за крај до мажите, бидејќи еве половина од гледачите беа жени кои се интересираат за состојба на мажите, треба ли да се срамат и да имаат стигма да отидат кај уролог? Кога станува збор за здравјето, нема срам. Така што при појава на симптоми да се упатат на доктор и да се види што е проблемот. Многу е полесно доколку се лечи во почетна фаза, што и да е, отколку да се лечи кога веќе е во напредната фаза. Доктор Пеков, ви благодарам за одвоеното време и за советите пред се кои ги споделивте со нашите гледачи и со задоволство ве очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Ви благодарам и на вас. А почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте, ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!